Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публико. Ноемврински дождлив ден, вечер, како да кажам, меѓутоа, и ќе дошли на убави информации во ова наше издание со оглед дека повторно за и околу македонските прашања. Македонија како бренд е најскап бренд. Некој ќе претерува слобода. Не претерува, меѓутоа фактот говори дека секој сака да го има брендот Македонија, дури и на привезокот на своите клучеви, но треба да се заслужи. Брендот Македонија не може секој да го има. Така е и прашањето за нашите македонци во Албанија, кои денеска завршуваат со пописот. Попис кој навистина создава големи главоболки на нашите македонци, а и големи притисоци од страна на нашиот јужен источен исто му доаѓа и во иста мантра, но да не должам со оглед дека темата е доста интересна и скокотлива. Вечерва го поканив амбасадорот Ристо Николски, ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Порно нашо, добра вечер. Да сте живи и здрави. И секако моите двајца пријатели и многу битни во вечерашниот разговор заедно со амбасадорот Ристо Николски, Васил Стериевски, поранешен пратеник во албанскиот парламент и актуелен председател на партијата Македонска алијанса за европски интеграции. Василе, добро вечер и добро дојде во живо од Корча во студиото на вистинската телевизија Вистел. Добро вечер и благодарам на поканата и да ги поздравам и амбасадорот Ристо Николски и председателот на Светско-македонски конгрес Тодор Петров, кои се наши големи поддржувачи од 90-те години па до денес. Македонците во Албанија големи поддржувачи. Благодарам, ме го најави и нашиот пријател и председател на Светскиот македонски конгрес, господин Тодор Петров. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Поздрав до водителот, до учесниците на оваа јавна дебата на ТВ Вистел и до гледачи. Еве, да започнеме, амбасадор, можеме да почнеме со господин Стериевски со оглед дека... Помислам најмеродавање и најдиректен учесник во таа повторно злодело врз македонците во Албанија. Да. Еве, амбасадор даде квалификација со оглед дека вистинска дијагноза на фактичката состојба да се врши терор, притисок на еден народ, односно да се асимилира на присилен пат, тоа никаде во светската историја не постои. Господин Васил, ќе дадете оценка со оглед дека денеска завршува пописот. Какви се видувањата? Кој е коментарот на се тоа? Денеска завршува официјално пописот, но кај нас македонците во Албанија, посебно пограничните региони, заврши веќе пред 2 недели, бидејќи пописот беше предвиден да трае 6 недели, но Државниот завод за статистика на Албанија го продолжи уште 2 недели, пред се за така најави во планинските места каде понесе достапни, значи пешачите не може да одат повеќе пати или во областите што беа фатени со земјотресот 2019 година. Ние побаравме во тогаш да се продолжи барем во делот на Мала Преспа во овие 2 недели пописот, затоа што реално во општина Полустец Мала Преспа ние имавме само скоро околу 3 недели попис од официјалните 6. Другите 3 недели попишувачите не го попишуваа населението и тука испадна голем проблем за многу македонци што живеат физички на територијата на општина Пустец и не се попишани. Ние и писмени барања имаме лични контакти со Државниот завод за статистика, ни ветија дека ќе го продолжат, но до ден денес не го продолжија. А инаку, што да кажам, значи овој само попис не беше, барем во делот каде што живеат македонците, овој попис кај нас, кај македонците во Албанија го спроведе Бугарија, а не Албанија. Затоа што му се даде одврзани раци на Бугарија да го спроведи пописот, да врши пропаганда,
да се заканува пред се главен инструмент кој што сите го знаевме дека Бугарија ќе го искористи за да принуди македонци да се пишат бугари, ќе биде бугарскиот пасош кој што во Албанија е голем бизнис кај сите албански граѓани, не само кај македонците, кој има пари да плати неколку илјади евра и ќе се добие таков пасош. Од една страна, значи ги натераат последните години имавме кампања да се пишат, да аплицираат за бугарски пасоши. Минатата година веќе ги стопира процесот на издавање на бугарски пасоши со цел на пописот да се пишат како бугари. И ние тоа го знаеме дека Бугарија ќе го искористи и баравме до албанските власти да се спречи пред се бугарска амбасада, бугарски амбасадор, но во Тирана и другите дипломати во амбасадата да не доаѓаат во деловите кај што живеат македонци за време на пописот, да агитираат и да му се закануваат на тие лица кои што имаат аплицирано за бугарски пасоши да се попишат како бугари, но и државата да ги мониторира и посредувачите на бугарските пасоши, бидејќи добар дел од нив се и албански функционери. И побаравме, значи, граѓаните слободно имаат можност да се изјаснат тоа што се, а не под притисок и уцени дека, не знам, ќе му се одзема бугарски пасош или нема да добијат тие што имаат аплицирано. Но реално на терен, како што кажав, се остави слободен простор на Бугарија пред самиот почеток на пописот, 2 дена пред да почне пописот на 15 септември, дојде бугарската заменик председателка Илијана Јотова во Албанија, беше во делот на Голобрдо, се сретна со официјалните албански, значи, државници и една чудна комбинација на делегација составена, не знам, од академици, што врски има академици со подпредседателката на Бугарија да доаѓаат кај албанските власти. И тоа што и таа сама најави дека дојдена лично за пописот и дека добила гаранции од албанска страна дека бугарите ќе се, така наречени бугари, ќе може слободно да се изјаснат, но тоа што се случи реално препуштија на Бугарија да го контролира целиот процес и навистина овој попис во нашиот дел беше подеден терор и закани кои беа и јавни, имаше од разни екстремисти од Бугарија кои што директно се заканува. Мора да напоменам дека првата недела во Мала Преспа процесот течеше добро, без никакви проблеми. Единствено вториот ден од пописот, вториот ден имавме посета од бугарскиот амбасадор прво во Голобрдо, значи вториот ден од пописот, кој што во Требиште, во општина Голобрдо, ги посетуваше селата и по улици делеше таблети, телефони, агитираше да се попишат македонци како бугари, дека ќе добијат и бугарски пасоши, а и цело време беше придржана и албанската полиција и ние одма реагиравме околу тој настан. И другиот ден после имаме посета на третиот ден од пописот, имавме посета на бугарскиот амбасадор на општина Пустец, каде во медицинскиот центар во Пустец донесе хуманитарна помош и пред да дојде ни јави албански медиуми дека ќе дојде бугарски амбасадор и ние како партија имавме реакција пред албански медиуми дека ова директно меша на трешните работи, дека еден амбасадор не сме бугарски амбасадор да доаѓа и да врши агитација за пописот, бидејќи го прекршува правото и на само идентификација на населението. И после таа наша реакција, кога дојде бугарски амбасадор, пола час после тоа албански медиуми му кажа дека за нашата реакција и тој имаше за албански медиуми изјава дека не дојде да агитира за пописот и дека сака да влие да се смени мислењето на македонците за Бугарија, значи како ние македонци во Албанија гледаме Бугарија, и ја остави хуманитарната помош, бидејќи имаш тука и медиуми, албански медиуми, не можеше да агитира, да се пропаганда и си замина. Но другите денови после првата недела течеше процесот многу добро, барем во делот на Мала Преспа. Тоа што се случи, бугарите наистина има информации цело време како се попишуваат македонците, тоа од попишувачите, од пописните комисии, има своји луѓе што ги контролира во Државен завод статистика и тоа се вклучи царевен аларм кај бугарите, бидејќи не излегува пресметките, не се попишува македонци за бугари. И тоа што се случи тогаш имавме официјално после првата недела Виктор Стојанов, Фондација Македонија, јавна закана на Фејсбук, кој што ја пренесува сите медиуми Македонија и во Албанија, дека во Мала Преспа, ако не се пише во Пустец, не се пишат бугари, дека ќе дојде и лично
ќе ги проверува и дека ќе му се одземат пасошите на тие што имаат бугарски пасоши, дека ќе се прекини процедура за тие што се во текст што чекаат да земат бугарски пасоши и тие кои сакаат да земат бугарски пасоши да се пишат бугари да добијат такви пасоши и дека најави тој во неговите постои на Facebook дека лично ќе дојде да ги проверува како ќе се декларираат македонците. И ние сите тие постови ги, значи пишувања кои беа јавни во албанските медиуми и македонски медиуми, реагиравме кај албанските власти, кажавме дека овој националист кој што и претходно доаѓа во нашите предели и правел инциденти и кој што е многу добро познат за албанската полиција, бидејќи претходно го имаме денонцирано кај албанските власти, да се спречи неговото влегување на територијата на Албанија, бидејќи и афричка држава да една некој друг граѓанин да се заканува, сигурно дека нема така да помини, тој ќе биде уопсен при влегување во таа територија. Но тоа што се случи, албанската држава ништо не превзеде мерки за тоа, тој си дојде слободно, агитираше, беше во делот на Голо брдо, делеше таблети и телефони таму исто, агитираше, имаше дури судрство, вербален судрство со наши активисти во Голо брдо, имаше средби со членови на попишувачи на комисиите. Сите овие работи повторно ние реагиравме до премиерот, до сите албански институции, но и меѓународни амбасади. Укажавме дека што се случува на терен, дека еве има директно закани, дека државата не превзела никакви мерки. Со Државниот завод статистика скоро бевме секој ден, секоја проблематика што констатиравме, денонциравме, укажувавме дека гледа што се случува. По конгрес кога дојде Виктор Стојанов, Повелете му. Васил, се ова што го кажуваш, мислам, апсолутно е за почит, бидејќи вие сте направиле се што е во ваша можност да се спречи однесувањето прво на бугарите во однос на македонците во Албанија, а второ и во однос на албанската држава која сето тоа го дозволува. Што прави македонската амбасада и македонската држава? Ние немаме ниеден податок дека ние како држава сме мрднале со малиот прст да ве заштитиме или нашата амбасада во Тирана превзела некои активности што ова. Све што се прави од страна на бугарите, кој на изворен начин ти го презентираше, останува божем луѓето таму или спијат или не се свесни што се случува. Има ли некаква реакција, презема ли нешто нашава држава и презема ли нешто македонската амбасада од Тирана? Ви кажувам сами почеток како течеше пописот, значи и ќе се надоврзам и на тоа, да заврши само како заврши пописот, после и какви реакции имаше од македонска страна. После тоа имавме информации на терен, добивавме дека од бугарска амбасада се јавува на сите што има аплицирано за бугарски пасоши, каде бараа да се попишат како бугари, дека зборуваат бугарски мајчин јазик и бугарскиот јазик. Дури имаше апсурдни ситуации на наши луѓе кои што имаат аплицирано за бугарски пасоши, кои што се надвор. Имаше пример од Словенија, например, му се јавија бугарска амбасада, тој мислеше дека го бараа за во Бугарија дојде да се попиши, дека има попис. И се јавуваше кај нашите во Голо брдо, вика дали има попис, не ги раздрав во бугарска амбасада, ми се јавија дали треба Бугарија да одам да се попишам. Значи има сите овие работи ние ги денонциравме кај албанските власти дека да се спречи прво пред се доаѓањето на бугарскиот амбасадор и негови дипломати во нашите делови, бидејќи сепак пописот е како избори. Кога има изборен молк, кога е изборен ден кога се гласа, не сме партиите да агитираат за гласови. Така и за пописот. Значи, во време на попис не смее никој, па дури од македонска страна не смееше да доаѓа и да агитира во регионите кои живеат македонци. Значи, граѓани треба слободно да се остават да се изјаснат тоа што се случува. Тодор Петров, може нажалост немавме никаква реакција од албанските институции. Државниот завод статистика на почетокот, барем во делот на Мала Преспа, се обиде, како што имавме информации, добивавме дека, не знам, попишувач пошол, па му кажа на семејството дека слушај, имате аплицирано синтезорски пасош, ако не се пише бугари, нема да земите пасош. Одма тие ги имаме денонцирано и одма од Државниот завод статистика на Албанија има доаѓа за контрола, значи се обидувавме да ги спречиме пред ово влијание, да го храбриме македонци да се попишат, дека нема да дознаат Бугарија како ќе се попишат. Реално стравот постоеше затоа што и тоа што баравме државата Албанија што не го направи да ги мониторира и последувачите на бугарските пасоши кои се албански државјани, бидејќи и тие агитира и се заканува на тие што имаат пред се, тие што чека за бугарски пасош, ако не се пишат, нема да добијат бугарски пасош.
И тоа што е за мала преспа што се случи, значи веќе третата недела престанаа да ги попишуваат македонците. Претежно ги пишаа сите како дека куќите се празни, а што не е вистина, бидејќи има многу случаи, на пример, на наши кои што до нас дошли информации луѓе што барале да ги попишат, а не ги попишувале попишувачите, дека на пример луѓе што имаат регистриран бизнис на територија на општина Пустец, кои секој ден работа тука, не ги попишува, или советници на општината Пустец не се попишани. Сите овие работи ние ги имаме денонцирано до албанските власти. Само да не будам прво до разберен. премиерот на Еди Рама. Јас се извинувам, бидејќи на крајот на емисијата ќе ве вклучиме. Сега се на добро со дел на Македонија, значи македонската амбасада. Ние сега до писмото, нашите неколку реакции што ги имавме до премиерот Еди Рама, до знаење ги известувавме сите амбасади на Европска унија, ОПСЕ, Америчка амбасада и Македонската амбасада. Според нашите информации, Македонската амбасада, македонскиот амбасадор има побарано средба и со министерот за надворешни работи на Албанија и сите и овие наши докази кои што ние веќе им ги доставивме до албанската влада, тие ги дискутираа. Исто им така имавме ние средба и со премиерот Ковачевски, кога беше самитот на Бернскиот процес во Тирана, во Македонската амбасада и таму исто му кажавме овие наши загрижености. Премиерот Ковачевски ни кажа дека Рама му дал гаранции дека пописот ќе се спроведи според Евростат стандартите, но тоа што ја му кажав дека и други наши активисти дека само по Евростат стандарти не е овој попис во дел на македонците и дека фактички луѓето на Еди Рама ја спроведуваат ова пропаганда за асимилација на македонците заедно со бугарите. И така што Сакам да имаме повеќе простор временски, ти веќе една третина отиде од емисијата. Тодоре, као Светски македонски конгрес, како коментирате, амбасадори, вие да една европска држава изнудува пасоши, продава пасоши, уценува пасоши со цел да ги асимилира македонскиот народ? Може на Тодоре му дадем ли? Тодоре? Очигледно Софија продолжува со злоупотребата на бугарските пасоши. Тие што нема да се попишат како бугари, ќе мора да ги вратат, односно Бугарија ќе им ги поништи. Станува збор за флагрантно мешање на Бугарија во внатрешните работи на Албанија. Таа кампања започна уште пред донесувањето на Законот за националните малцинства. Во 5 до 12 во парламентарна процедура како притисок за согласност на Софија за почеток на преговорите на Албанија за членство во Европската унија, придонесе Тирана, владата во Тирана да ги вметне и бугарите и Софија започна со агресивна антимакедонска кампања за денационализација и асимилација на македонците во Албанија. Меѓутоа, етнички бугари во Албанија, како и во Косово и Македонија, нема. Ниту имало, ниту ќе има. Станува збор за може да има софиски врховисти, колаборационисти, кои за ефтини пари, желни за власт и со сласт за моки пари, се продаваат на службите на Бугарија за дестабилизација или контролирана нестабилност на државата Македонија, во случајов и со Албанија. Ние, како Светски македонски конгрес, повеќе пати ја осудувавме и ја осудуваме антимакедонската пропаганда на Софија за однародување на македонците во Албанија, соодветно во Косово и во Македонија. Повеќе пати баравме македонската влада да покаже интерес во грижата за положбата и правата на македонците во Албанија, меѓутоа очигледна е исто така незаинтересираноста на македонската влада во одбрана на македонски национални државни интереси во Македонија, кон македонскиот народ, кон македонците во Албанија, кои се изложени на агресивна бугарска политика за денационализација, и тоа посебно после подпишувањето на договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година. За жал, со договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година и договорот спогодбата Димитров-Кодзијас од 17 јуни 2018 година, марионетската влада на Македонија се откажа од
грижа за положбата и правата на македонците во соседните земји, за одбрана на македонските национални државни интереси во државата Македонија и воопшто за положбата и правата на македонците во светот. Тодоре, само да му дадам простор на амбасадор. Амбасадор, вие бевте и во Тирана, бевте амбасадор. Да, 4,5 години помина во Тирана. Како го абсолвирате се тоа што прво и спомнав дека една европска држава продава малтене да речам пасоши, колку тоа е европски, и врши една присила, една асимилација на еден народ, кој се е само изнеснал дека е македонски, не може никако поинако да се нарекува. Видите, прво и основно во се тоа што се случува е тоталната игноранција на уништувањето на македонците во Албанија од страна на македонската држава. А водечка улога во тоа има амбасадата. Знаете, аз 4,5 години помина во Тирана и вакво нешто се случува, немаше шанса во тој период, разбирате. И тоа е најстрашното од целата оваа приказна. Иначе, бугарските пасоши, прво во Македонија имаат велат 120.000 доделени, разбирате. Тоа го знае Брисел, знае дека тоа е злоупотреба, знае дека тоа е бизнис и го третира и го толерира. Затоа што е тоа, сето тоа дело сценарио. И мислам, за да се разбере ова што се случува моментално во Тирана, во Албанија, а очигледно и ова што многу убаво ни го представи Васил, е дека е тоа де факто бугарско-албанска соработка. Албанската држава толерира све и не само што толерира, и овозможува. Сите тие апели што ги направиле и македонците во Албанија, предводени од Васил, покажуваат дека албанската држава се прави, божем, тоа е нешто нормално, дека тоа е нешто што не е во нејзина надлежност на некој начин. А убаво рече Васил, тоа е директно мешање во албанските внатрешни работи, ама не е тоа, бидејќи тие соработуваат на иста линија. Знаете, интересот и на едните и на другите е бришење на македонците. А ова што се прави сега е точно еден таков ишчекор. Знаете, мора да се свати дека по распадот на Југославија, македонците и Македонија ваква како што е, не беше прифатена од меѓународната заедница пред од главниот светски фактор, разбирате. И направено сценарио кој полека се развива и сега сме некаде во неговата финализација, кога со бугарските уцени кои се секојдневни, така и кои не тера да менуваме устав и слично и така натака, покажуваат дека таа политика финализира и македонското прашање треба се затвори еднаш за секогаш. Тоа, мислам, се прави со наша премолчена согласност. Оваа наша влада тоа го толерира и доека го толерираат и така ќе тераат. Вчера беше председател на собранието, вели барате, еве компромис направиме, Јотова таму врши притисок, како амбасадор, како дипломат. Како го оценувате? Ама видите, видовме дека нашата држава де факто во целата оваа папазијанија албанска де факто, разбирате, нашата држава молчи. И знаете, целта е, реков, основната цел на сето тоа што се случува по распадот на Југославија е затворање дефинитивно на македонското прашање, бришење на македонците, а тоа е така процедура и процес кој не може да биде преку ноќ, и во таа насока. Прво, не на тераа нас се откажеме од македонците во Бугарија, да се откажеме од македонците во Грција, и сега одат на другото, остатоците на македонците во Албанија, и на Косово, разбирате, и тоа е дел од тоа сценарио, значи македонци нема. А вие знаете, бидејќи ова е сепак верска телевизија, вие знаете дека притисокот во црквата наша е да се откаже од диаспората. Значи, на тој начин се заокружува едно сценарио, македонци нема. И утре, заутре, се преку албанизација, преку бугаризација на македонците, на нас. Ние утре, заутре, ќе мораме да признаеме. И ако ние нашите генерации не признаат, тоа после 2-3 генерации, како што ги уништија македонците во Албанија, во Грција и во Бугарија, еден период на асимилација, не признавање никакви права, така и ние, веќе ние во странство не сме македонци, ние сме само тука за подома, разбирате. Тоа за подома ништо не значи. Така да, тоа е едно вкупно сценарио и од една страна Македонија се албанизира. Видите што ни прават албанците секојдневно, и Албанија со оваа политика се околу пописот само го докажува тоа. Еден патернализам невиден према албанците во Македонија и
постепено бришење на македонците во Албанија, иако е дострелнивни на времето, во најверојање е тоа, кога призна дека постои македонско малцинство. Сега тоа им пречи на сите, разбирате, и се обидат да го на еден начин тоа анулираат и го претворат во некакво бугарско, што е надвор думот. Меѓутоа, тоа ќе биде повторно процес. Бугарската држава е спремна да инвестира големи пари, ќе отвара таму училишта, ќе дава стипендии, се ќе прави, разбирате, а нашата држава нема да мрдне со прст. Така да тоа е едно вкупно сценарио и големалбанскиот концепт од една страна се развива, а од друга страна се бугаризираат македонците. Полесен начин да се заврши проектот Голема Албанија или големалбанскиот проект е нема полесен начин отколку да се избришат македонците. И тоа е во тек. И само уште една реченица, значи, ние како народ, ако не преземе најенергични чекори, да ги прекинеме овие негативни тенденции, бидејќи процесот е веќе при крај, финализира, и ако не промениме некои суштински работи, прашањето кога македонци повеќе и нема да има осим ние меѓу себе за подома, е веќе тука на врата. И за да се излезе од тој, навистина, ќорсок, и тежок, темен тунел без никаков излез, мора се оди на откажување на договорите прво со Бугарија, договорот за непријателство и двата протокола, со што автоматски се анулира и преговарачката рамка, безобразна, неприфатлива, агресивна, страшна преговарачка рамка која ни е наметна, во преку која Македонија никогаш нема да влезе во Унијата. Што нема пример во светот. Ама Македонија со таа преговарачка нема никогаш да влезе во Унијата, таа треба подхитно да се на тај начин анулира. Ве молам, на тој начин да се анулира. Сакам да ве замолам, со оглед... Ајде да слушаме, кој се Ало, јава? дали се слушаме? Да, повелете. Вака, сега да ги поздравам гостите, Добро. амбасадорот Ристо Никовски и Тодор Петров. Добро. И овој што беше од Бугарија, не мога да знам името. Од Албанија. Од Албанија. Очигледно се сложувам со амбасадорот све што кажа. Очигледно ова што жмури Албанија за бугаризацијата на македонците, Брисел што жмури, знаете, и за оние судски пресуди, и за ова што ни вршат притисок да смениме име и така натака, знаме сега со стила бугарите. Сето тоа кажува дека се работи за сценарио на нашиот стратешки непријател Америка и под команда на по наредба нивна на Германија, Франција, да ја поделат Македонија на Бугарија, голема Албанија. Толку е очигледно. Значи, целата игранка е тоа и затоа нашите албанци тука, СДС што ја остави целосно власта на ДУИ, едноставно албанците од тука, од Албанија, се во коалиција со бугарите и така натака. Сега да поставам прашање за тројцата гости. Дали мислат дека пописот кај нас беше наместен? Јас сум убеден дека албанците беа под 16-17%. Потоа, дали мислат дека председателот изврши предавство со тоа што се откажа од малцинствата македонски во Албанија, Грција и мислам Бугарија и Грција? И дали мислат дека единствениот пат е да дојде народна власт што поскоро и овие сите договори до сега предавнички што беа да се на некој начин да се укинат и едноставно тоа ни е единствениот пат и едноставно да отворат фабрики мислам кинезите и русите во Македонија во секој град. Ако не сака Европа, очигледно не сака, не ни дават ни да почнеме преговори, зошто да не се зближиме со БРИКС, со Кина, со Русија и така натака. Тоа ги прашувам двајцата ценети гости што мислат за тоа. Благодарам многу. Со оглед на времето, може ли да им дадеме простор да одговорите и вие ќе го финализирате? Дали имавме со еден збор фалсификат, што би рекли народот, на пописот? Види, нашиот попис беше чиста катастрофа, разбирате, крајно неодговорно несување на нашите органи, нашата власт, разбирате, и резултатите кои се добија се апсолутно неупотребливи, меѓутоа со нив се манипулира. Никој не го прогласи од официјалната страна дека е невалиден пописот, а тоа е апсолутно невалиден.
дека другите, ова што праша гледачот, видите, дека се работи за предавство, тоа нема никаков друг полесен збор, дури тој збор кој ќе кажете предавство, се што се прави во однос на фундаменталните интереси на македонците е дури мал, слаб израз да го покаже тоа што се случува во држава последниве 4-5 години или 6, разбирате. Тоа е трагедија. Да реагира за овие трагедија, видите. Сето тоа покажува дека се води една политика, антимакедонска политика и дека подхитно новата власт, ако првиот ден кој ќе се преземе власта, не ги откаже двата протоколи договорот за непријателство со Бугарија, разбирате, нема државата перспектива никаква. А веднаш треба да почне и со ревизија на договорот од Нивици, бидејќи би било да речам, дипломатски засилено да се откажат двата договора одеднаш, треба да се оди на процедура постепена на ревизија на тој договор, со тоа што многу работи што се сега реални, со кои де факто не се признава дека ние постоиме како народ, со името ние сме прекрстени, разбирате. Ако Слободан го прекрстат утре во Петре, тој Слободан веќе не постои. Ако мене место Ристо ме ставаат, не знам, Трајчеви, јас веќе не постојам, разбирате. И точно е тоа со промената на името на државата. Според тоа, предстојат сериозни предизвици за овој народ и за оваа држава, и ако не се презема тие, да знаете, иднина за македонскиот народ нема. Двајцата, значи имате тоа прашање, дали пописот во Македонија е валиден, односно дали е шминкан, како што спомнава гледачот. Македонците породи државјанство од сите делови на Македонија во светот и татковината, пописот од 5 до 30 септември, односно со само попишување за странство од 1 март до 30 септември, го сметаме за неуспешен, а резултатите за нерелевантни и за ништовни. Меѓутоа, Бугарија длабоко пенетрира во државата Македонија за реализација на договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година, независно и од ова антимакедонска пропаганда што ја вршеше сега при пописот во Албанија, сомнителни стана многу активности на Бугарија за време на пописот во Македонија, затоа што остана сомнителен ангажманот на бугарската компанија Scale Focus во изработка на страницата за пописот со пристап до чувствителни лични податоци на странска компанија, и тоа од држава која води агресивна антимакедонска политика. А од друга страна, само да ги спомнеме податоците. Според резултатите на Обединетите нации и Светската банка, за 30 години од Македонија се иселиле 500.000. Меѓутоа, следите ги бројките од пописите резултати. Во Австралија само попишани беа околу 3100 македонски државјани. Во Канада 1900, во Соединетите Американски држави само 9000. Државниот завод за статистика информира дека заклучно со 30 септември во странство, пред се во Европа, заради активноста на албанските разузнавачки служби и нивната активност во Македонија, се само попишале 203.144 македонски државјани, претежно во Европа, со што евидентно е дека резултатите беа обичен и груп фалсификат. Ние те резултати македонците не ги признаваат и затоа сметаме дека попис во Македонија треба да се повтори во некој идно време, да се одржи кога ќе се создадат услови, затоа што овие резултати се нерелевантни, бидејќи беше надвор од меѓународните стандарди на Обединетите нации на Евростат методологијата за попишување на населението во Македонија. Внесоа категорија нерезидентно население, резидентно население, вкупно попишано население и создадоа збрка во резултатите од етничката и верската структура на населението. Само за подсетување, 100.000 изводи од матичната евиденција на родени од државната дирекција беа според проценките на Државниот завод за ревизија
украдени. И никој не поведе сметка дали тие 100.000 беа злоупотребени, вметнати во пописните резултати за нерелевантни податоци со единствена цел, според договорите Заев Борисов од 1 август 2017 и спогодбата Димитров Козијас од 17 јуни 2018 година, Македонија од држава да се трансформира во територија без македонски народ и историја. И тоа практично се реализира. И затоа сметам дека итно и безусловно едностранно овие два договори треба да бидат раскинати, за тоа да бидат известени владите во Софија и Атина и соодветно генералниот секретар на Обединетите нации, за да го продолжиме членството на Обединетите нации под единственото државно име Македонија, за да ги анулираме сите овие упади кои представуваат грубо мешање во внатрешните работи на државата Македонија за денационализација воопшто на македонскиот народ во целина. Благодарам, Василе. Што би додал ти, дали околу пописот во Македонија, наспроти пописот и во Албанија? Еве една анализа кратка, само не можете да прашам. Прво за пописот во Албанија, значи тоа дека булгарите во состави простори има информација дека и однатре, тоа е јавно, бидејќи уште во 2019 година Спас Ташев објави статија една, и тоа веќе на средба беше заедно со подпредседателката Јотова на Бугарија, Илијана Јотова, дека бидејќи 2019 година се направи еден пробен попис во Албанија за потребите на Државниот завод статистика, бидејќи да види како ќе оди главната операција што сега се спроведе за пописот. И тие резултати не беа обврзувачки и никогаш не се објавија тој попис. И Спас Ташев тоа што алармираше 2019 година јавно во негова колумна дека во Корче и во Преспа нема да се попишат бугари, и вика затоа што на пробниот попис што се направи октомври 2019 година само еден жител се декларирал за бугари. И тие информации ние ги немаме од Албанија, бидејќи не се објавија, а ги има бугарите, ги знаат. И сега што се случи? Сега во пописот Спас Ташев, па и Виктор Стојанов, други бугари објавува формулари, значи во Албанија се попишуваше на таблет. Значи тоа беше попишувач со таблетот и формуларот, тука ти одговараше прашањава. Значи сликано има од таблетот како граѓани на Албанија се декларираат бугари и ги имаат објавено во Бугарија. Да сватите дека значи дека од внатре го контролира целиот процес, зборувам за во Албанија. Сега за Македонија не знам што да кажам, но за во Албанија и тоа што се случи, например, бидејќи опасството беше така во Албанија дека тие една година што не живеат во Албанија да не се попишуваат. Тоа што се случи обратно кај нас, посебно дел на Мала Преспа, не се попишаа физичките лица што се тука, молеа да се попишат. Јас се јавував кај централата во Тирана и во Корча на Државната статистика да одат да проверат фамилии кои што не ги попишуваат, кои што физички се тука. И тоа беше проблем, како што ви кажа, значи советници на општина Пусец не се попиша и не ги попишува попишувачите. Значи сосема обратна процедура се направи тука кај нас во Албанија, а се тоа бидејќи бугарите имаат информации како се декларираат македонците, бидејќи многу албански новинари сега и се чудат и дури од каде вика прво познал дека бугари нема во Албанија, дека се македонци. Пустец посебно призната општина веќе 80 години како македонци на сите пописи, не само Пустец, сегде сите декларирани македонци, ниту еден бугарин, вика зошто е толку цело и притисок, па толку насочен Пустец за овие избори, за овие пописи, што е проблемот? И тоа што го кажувам, нали, дека тоа што се објави Васил, ова се што го кажуваш директно потврдува дека во сето тоа е вклучена албанската држава. Тоа што го прави Софија веќе ни е познато и ние сме жртва на една агресија, на една специјална војна веќе 4-5 години, разбирате. Али ова што се прави во Албанија моментално покажува, ја потврдува таа директна албанско-бугарска врска, која значи де факто враќање најмалку во Втората светска војна и поделба на државата на албански и бугарски дел. Да не одиме во Сан Стефано и Президентската лига. Тоа апсолутно директно потврдува. А нашава држава молчи. Нашиот премиер вели дека односите со Албанија се идеални.
А имаме таму веќе два пати, имавме прво една и втора, имаме тиранска платформа каде сите албански политичари од Македонија одат таму на баци рака кај Еди Рама и после тоа издегуваат со политички платформи за држава и таму дискутираат промена на уставот или не. Тоа е директна потврда дека голем албанскиот проект е на маса, дека се реализира, а ние можеме како држава. Медиумите пренесуваат и вице-премиерот или премиерот на Македонија Артем Груби вчера во центарот на Скопје во општина Чаир јавно кажа дека албанците владеат со Македонија. Тоа го рече Али Ахмети во Сопот, директно, че ние сме владетели на Македонија, така да... Не останува 5 минути, можем по една и пол минута сите, двајцата да идајам по една и пол, вие ќе финализирате. Како го гледате излезот на сето ова, ве молам, со оглед дека Македонија е стајана во еден сендвич, меѓу чеканото и наковалната. Има алтернатива? Ние во дело за предсет, тоа е вистина дека македонштината сегде е на удар, дека во сите држави и вклучително тоа што сега што се случува со нас, ние затоа реагираме, затоа да остане дека реагираме, да забележано, да влезе во сите извештаи дека ова што се прави пред се, мислам, во 21 век со Европа не зборува, не знам, за демократија, а таа Европа го дозволува се тоа што се случува во посебно тука и кај нас македонците во Албанија, тоа што го прави Бугарија. Јас имав и средба и со амбасадор на Европска унија во Тирана и тој беше информиран за обидејќи ние кај него праќавме писма, се што се прави, но се промолчува, се дозволува тоа да го прави Бугарија, но наше да реагираме ние, еве тоа што е позитивно, на пример во пред 10 дена излезе и извештајот на Советот на Европа за Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата, бидејќи Албанија е под мониторинг на Совет на Европа за како и почита правата на малцинствата, за основа бидејќи е подписничка на Рамковната конвенција за правата на малцинствата и во тој извештај наведено нашите загрижености, бидејќи имавме средба и со делегацијата на Совет на Европа минатата година, дека Бугарија се обидува преку бугарските пасоши вештачки да креира малцинство и таму да вели дека ова може да донесе до суди на значи меѓу државите ова нивна практика и таму во тој извештај, значи за Бугарија само се зборува поврзано со бугарски пасоши, а не бугарско малцинство, а други проблеми се нотирани кои што ги има македонците во Албанија и тоа е наше да реагираме сите овие, да запознаеме и светската јавност, бидејќи за процесот на пописот веќе бирно објави, има и други, имаат контактирано кои ќе дојдат и странски медиуми да пренесат, бидејќи навистина имаше и наслов албански медиум, добро Албанија, но зошто Европа молчи за ова што се случува? Тодор, една и пол минута. Зошто Европа молчи? Европа молчи затоа што има интерес од Букурешкиот договор за поделба на Македонија, инкорпорирање на деловите во актуелните држави на Балканот и ставање под тепих на геноцидот кој перманентно од 12-та година до денес се врши во македонците, не само во државата Македонија, туку и во незините соседи во Албанија, Бугарија, Србија, Грција. Решение кое е безусловно, итно и веднаш едноставно раскинување на договорот за Борисов од 1 август 2017 и спогодбата Димитров-Козијас од 17 јуни 2018 година. Македонија, за да не биде од држава територија без македонски народ и историја, и се разбира, ЕУ и НАТО не се достојни за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Грчката заедница ги отфрли пописните резултати, веројатно македонската заедница во Албанија ќе ги отфрли пописните резултати, како што македонците во државата Македонија пописот го сметаат за нерелевантен и неважечки. Амбасадор, имаме алтернатива и зашто Европа молчи? Видите, нема безизлезни ситуации. Има само луѓе кои се изгубени во просторот и во времето. Значи, за секоја ситуација има решение. Европа молчи затоа што ние не претаме, затоа што ние се правиме отсутни. Никој нема да ве брани ако вие самиот не се браните себе си. А Македонија голта, кнедли, се поголеми молчи. Додека така се однесуваме, апсолутно нема никаде да стигнеме. И се согласам потполно со што вели Тодор, дека
договорот, мислам дека мораме да бидеме малце тактички, иначе во ист правец одиме. Прво, подхитно се откажат договорите и протоколите со Бугарија, на тој начин се елиминира и преговарачката рамка, и второ, да почне ревизија, постепено откажување и промена на договорот со нивици, да не бидеме премногу изложени на притисок од надвор, бидејќи да се разбереме со такви чекори, ќе се конфронтираме и со Европа, и со Америка, и со сите, али друг избор неаме. Се доведовме во една безизлезна ситуација и наше е да направиме комплетен пресврт во нашата надворешна политика и да излеземе од кјорсокакот. Може и треба да го направиме тоа, али зависи од новата власт. Затоа на следните избори мора да се даде поддршка на опозицијските партии, на опозицијските движења кои се за опстојување на македонците и тие да добијат макар 61, ако не и 65 и 70 места во парламентот. И благодарам многу што бевте гостин во Гласот на народот. И вам, почитувани, благодарам многу Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес, господин Васил Стеровски, благодарам многу и поздрав на македонците во Албанија, во Корча. Беше чест и задоволство што ве во еден прекрасен тим тука дебатиравме за една интересна тема, тоа е пописот и бугарските притисоци врз македонците во Албанија визави македонските случувања. Почитувани, бидете живи и здрави, се надам дека го задржиме вашето внимание. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.